Денес сме присутни и сведочиме на отворање на една нова организациона единица во нашата болница, наречена Ургентен центар. Ургентниот центар се состои од приемна амбуланта, во која што планираме да се вршат прегледи и прифаќање на итни случаеви и на пациенти кои што ќе доаѓаат за време на дежурство, за денови во викенди и за празници, додека останатите редовни прегледи ќе се вршат во амбулантите преку мој термин. Во приемната амбуланта ќе бидат пациентите пречекани комплетно од еден медицински тим, што значи доктор, сестра и болничар. И со тоа сакаме да постигнеме два моменти, значи да биде пристапноста на пациентите поблиска до медицинскиот персонал и со тоа утврдување на побрза диагноза и понатаму вториот момент е да бидат релаксирани пациентите кои што лежат по одделите кај нас во нашата болница и медицинскиот персонал да може да им пружи подобра адекватна здравствена заштита. Планирањето на отварањето на ургентен центар е од поодамна, меѓутоа еве сега конечно се најде момент за да се целиот овој проект реализира. Останатиот сегмент од ургентниот центар представува дневната болница, во која што на одреден временски период, по проценка и индикација на моите колеги доктори, ќе имаме можност да примат пациентите една, две или повеќе инфузии ако има потреба, а после тоа дали ќе се направи проценка за прием во болница или отпуштање на пациентот дома, ќе процени екипата, односно докторот кој што е дежурен. Ургентниот центар, како таков, ќе биде најсовремено опремен со една опрема како што е дефибрилатор, пациент монитор, понатаму сетови за интубација, со ЕКГ апарати, со сите придружени апарати кои се потребни за реанимација и интензивно лекување. И со тоа мислам дека ќе станеме еден од најдобрите центри во Македонија, а воедно и нашата болница ќе стане една од најсовремените во државата. Кои се другите новини кои што се сработени во овој период во Општа болница Кавадарци? Па во моментов можам да ви известам за повеќе проекти кои што ги правиме. Тоа е дека е завршен проектот на правење и организирање на паркирање на нашиот возен парк, пошто сега од кога се споивме со здравствен дом, сега сме нели една институција, ЈЗО Општа болница со проширена дејност Кавадарци, се зголеми возниот парк, така да сега можете да проверите и сами, имаме едни од најмодерните гаражен систем во државата. Тој проект не е завршен. Во моментов сме во фаза на изработка на кровна конструкција, која што во изминатите 30 години не била реализирана. Сега еве ја реализираме, така да мислиме дека до крајот на оваа недела, почеток на другата ќе биде завршено, така да пациентите на детско одделение нема веќе да ги пречекуваме со леѓени во дневната просторија. Како трет и многу важен за нас проект, можам да ви кажам за воиднина, дека ќе биде отварањето со одлука се донесе, значи на мој предлог, одлука од стручен колегиум, отварање и проширување на интерно одделение, интерничка служба со уште еден тракт од болницата, тоа ќе биде западниот, за поделба, односно сместување на женски пациенти, односно ќе биде женски оддел од интерно одделение и со тоа мислиме дека ќе се направат оптимални услови за прием на пациенти на интерно одделение во нашата болница во Кавадарци. Се најавуваше и компјутерска томографија. Сигурно и тоа е дел од планот на Општа болница. Да, советување на министерот за здравство и на владата на Република Македонија, тој проект треба да биде завршен до нова година, евентуално во месец јануари следната година, така да сега сме во фаза на подготвување и сакаме да изработиме проект за сместување на апаратот за компјутеризирана томографија, затоа што е потребен претходно адаптирање на просторот и заштита, посебна заштита е таа, затоа што самиот апарат има зрачење многукратно поише од рентген апаратите, така да за да биде заштитена надворешната средина, ќе мора и тоа да се направи. Се надевам дека тоа брзо ќе го завршиме, просторот ни е обезбеден, така да ќе
го пречекаме апаратот спремни. Центарот за палиативна нега на болни во хронична кома е во фаза на одобрение на влада на Република Македонија. Тој ќе биде поголем така проект. Као што кажавме и претходно, за едно 10 до 12 пациенти, пошто е државен центар, сакаме да биде проектот кој што е идејно направен, е одличен и е, да ви кажам, во ранг со сите светски проекти од тој тип, така да мислам дека следната 2019 година ќе биде година на реализирање на тој проект. Се надевам дека годината кога прави болницата 30 годишнина ќе обележиме на тој начин. За крај сакам да се заблагодарам на сите вработени кои што учествуваат во овие проекти кои што ги исполнувавме. Верувајте ми, не се малце. Сакам посебна една благодарност до вработените во техничката служба. Да кажам затоа што без нивно залагање денес ова немаше да биде барем до овој период направено.